Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гост е народниот правобранител Иџет Мемети. Господине Мемети, колку со прислушкувањата на 20.000 граѓани за кои опозицијата тврди дека ги спровела власта, се грубо прекршување на човековите права и слободи? Во овој случај засегнато е правото на приватност. Не случајно и меѓународните документи и нашиот правен систем го гарантира истото и го уврстува во една од фундаменталните човекови слободи и права, правото на приватност и семеен живот. Властите не смеат тоа да го ограничуваат. Во исклучителни случаеви може да се ограничи тоа право, односно може да се следи граѓанин, само низ стриктно пропишани правни процедури. Така да, се што се прави надвор од таа правна регулатива е грубо прекршување на човековите слободи и права. И во конкретниот случај, ако не е направено тоа прислушкување на начин утврден со закон, што како што гледаме, тоа е доста масовно, сметам дека представува навистина грубо прекршување на човековите слободи и права, поготово правото на приватност. Јас имав една изјава, односно реакција по однос на овој, реков под голем знак на прашалник се става тоа дали во Македонија веќе може да се зборува за правото на приватност и семеен живот, ако на ваков начин масовно беа прислушани граѓани на Република Македонија. Како надлежните институции треба да реагираат кога на ваков начин им се прекршени правата на граѓаните? Секогаш кога има прекршување на правата на граѓаните, да не зборуваме кога тоа е појава масовно, институциите треба брзо и ефикасно да реагираат. Се друго остава простор за секакви сомнежи, за недоверба во институциите и така натаму. Што прислушуваните граѓани може да преземат? Хипотетички, доколку некој од нив се обрати до вас, што ќе преземете вие како институција? Специфична е работата на полицијата во секоја држава, па и во Република Македонија. На Република Македонија сметам дека и фалат јаки механизми за контрола над работата на полицијата. Ние немаме јак инструмент за цивилна контрола над полицијата. Затоа може да ни се случуваат вакви работи и да остануваат не до крај расчистени. Имаме собраниска комисија, но времето, праксата покажува дека таа не може да во целост да ја одигра незината улога како јак контролор на работата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Така да, системот ни шкрипи во тој дел по однос на тоа што значи инструмент за контрола и заштита. Со ваква поставеност, со вакви кадровски капацитети и работата на народниот правобранител со овој мандат што го има и овие можности што ги има е бледа. Не може темелито да врши контрола и доста поквалитетно да ги штити граѓаните. Така да, ако проблемите не се решаваат ефективно, навремено и квалитетно, секако дека тие може да се повтараат уште помасовни и уште повеќе да и наштетат и на граѓаните, но и на општеството. Очекувате ли јавното обвинителство да реагира по наводите? Видите, јас мислам дека треба уште многу повеќе од тоа за да се расчисти до крај ова, еве да ја кажеме, афера. Ова е пресериозна работа. Јас не верувам дека нема капацитети, туку толку и политички е преплетена состојбата по однос на оваа појава, што ако сите сериозно не го сваќаат овој проблем или оваа појава, тешко дека може до крај да се расчисти. Па затоа јас повикувам и на разум од сите страни, а и на професионалност на институциите.
Колку снимките што ги има ССМ се нелегално снимени, може да бидат доказ на суд ако имаат инкриминирачки докази? Видите, не може тие да бидат доказ ако не се собрани согласно пропишана процедура законска. Затоа јавното обвинителство треба тој аспект да го провери. Меѓутоа, прејасни се работите во овој случај. На Македонија и требаат храбри политички лидери кои навистина ќе разрешат оваа ситуација и ќе овозможат полесно граѓаните да дишат, а институциите по-професионално да работат. На прислушувањето и предходеше полициската акција Пуч во која е обвинет и лидерот на ССМ Зоран Заев. Колку е нарушена пресумцијата на невиност со појавата на видео со него и премиерот Никола Груевски? Видете, во неколку извештаи јас ја искажувам мојата загриженост, односно на институцијата Народен правобранител, дека овој принцип во Република Македонија многу често се повредува. Видете, не може и не е во ред Министерството за внатрешни работи да излезе на пресконференција и да оди во детали. Не дека имаат основани сомненија дека одредено лице е извршител на делото, туку како е сторено делото, како да е сторено од лицето кое се гони. Затоа што на таков начин, ако граѓаните ја гледаат таа изјава или почнува имаат чувство дека зазема страна органот. Тоа е многу лошо за органите. Ако судството е најпроблематично години наназад, тогаш каков епилог очекувате од случајот Пуч? Да оставиме судската власт да ги води постапките. Јас можам само да упатам апел дека таквите постапки треба се и транспарентни и професионално да се водат. Во изготвување сте на годишниот извештај, на што најмногу се жалат граѓаните? Најголемо покачување или барање за заштита кои се зголемија во извештајната година беа од областа на правосудството, на социјалата, за жал, и на финансиите. Но сакам да нагласам дека ова е поради тоа што индивидуалните препораки на народниот правобранител на задоволително ниво се почитуваат. Затоа што ние лани констатиравме 1080 повреди. 950 наши укажувања или препораки беа прифатени. Но, останатиот дел на тоа што значи извештај и општи препораки за подобрување на системот, тие не се прифаќаат, односно не се земаат сериозно од страна на властите. Затоа проблемите само се провлекуваат од година во година. Земете го правосудството, земете ја дискриминацијата, земете ги затворите, земете го здравството, социјалата, како што реков, и така натаму, и така натаму. Зошто власта не ги слуша вашите препораки? Затоа што најверојатно има други приоритети. Еве, земете го како правната регулатива, односно како ги реформираме системите. Постојано зборуваме за реформи, а од друга страна ни се појавуваат поголеми и поголеми проблеми. Начинот на донесување на закони на таков брз начин, еден закон годишно 10 пати се менја. Тоа создава правна несигурност не само кај граѓаните, и кај тие што го спроведуваат законот. Јавната администрација има многу слаби капацитети за да ги спроведе таквите закони. Ние носиме прописи кои ни остануваат во хартија. Правото го има граѓанинот пропишано во закон. Но прашањето е дали го остварува, не. Затоа што ти немаш создадено други услови кои се потребни за да се спроведе таа правна регулатива. Тогаш според вас има уназадување на човековите права во земјата? Не можам генерална оценка да давам дали одиме напред или назад, но секако дека има области каде што работите или стојат на место,
или има влошување. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.